Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер, Македонијо, добро вечер, драги гледачи, добро вечер, другари и другарки. Вие го гледате премиерното издание од третата сезона на Редкаст. Јас сум Кирил Трајковски Максим, вашиот водител кој секогаш ви ги носи најдобрите гости со најдобрите теми за разговор. Пред да си го представам од прекрасен гостин кој е седнат на жешкото столче, нема да го откријам сега. Прво сакам да се заблагодарам на сите вас кои што во изминатите 2 сезони лајкувавте, постиравте, шерувавте, дониравте, критикувавте, коментиравте. Фала ви, дечки, продолжете така како што гледате. Ние сме веќе во ново руво, ние сме во едно ново студио кое што се надевам дека ќе го привлече вашето внимание. Пред да го представиме нашиот гостин, само сакам да си го поздравам нашиот генерален спонзор кој што се реши во третата сезона на Редкаст да ги брани нашите бои, а тоа е Клима Лайф. Тие се вистински доктори за клими, значи доколку ви треба сервисирање, одржување или доколку немате клими, еве доаѓа зима, инвертор клими, можете да се обратите на 075 660 092, момците ќе се погрижат за се останато. Вечерва премиерата ја отвораме со еден за вас добро познат гостин кој што веќе беше во втора сезона. Тој е прав скопјанец и вистински интелектуалец, човек што плени со неговото знаење за архитектурата, за урбанизацијата и за моменталната состојба на градот убав. Вечерва, на моје огромно задоволство, во Редкаст на жешкото столче веќе седи кој друг како не Андреа Јанко. Добро вечер. Добро вечер, добро најдов и фала на убавата најава. Како си, Андреа, заврши летото, почнуваме во полна пареа. Беше негде прошета или остана во жешкото Скопје? Малце фамилиарно прошетавме, со еден малце лош пех пред одмори, односно имав мала сообраќајка. Паднав од мотора, ама ништо страшно. Така да ја жив сум, здрав сум и кај вас во студио. Патерици со Да, тебе или гипсови? добре, лесно се помина. Океј, Андреа, јас со тебе веднаш ќе почнам на прашањата, затоа што мислам дека тоа и највеќе ќе ги интересира нашите гледачи. Ајде уште еднаш ка еден мал подсетник. Што си ти? Можеш ли да се представиш, мислам, не што си ти, знам ја што си ти, знае јавноста, меѓутоа, што е тоа што тебе најмногу те засега и со што се бавиш во моментов околу градов наш? Па вака, значи, јас сум магистар инженер архитект. Магистар инженер архитект. Да, тоа ми е професијата. Моментално сум на работна позиција технички директор во една поголема градежна компанија во Скопје. Така да целиот свој живот се борам, значи, од дипломирањето па и магистрирањето, за да ги запознам луѓето и јавноста што е архитектурата, што е урбанизмот и генерално како да влијаат со своите акции за подобар и поубав град. Одиме со проблемите на градот Скопје и нивната историска основа. Така ми е запишан првиот прашалник од нашето интервју вечерашно. Андреа, кажи ми, сега тука со пресирање или може на ти да преминеме? Може и на ти, нема никаков Кажи ми, што сметаш дека се најголемите урбанистички и инфраструктурни проблеми на Скопје денес? Вака, за да може да зборуваме за проблемите, најпрвин треба да ја знаеме историјата, од каде потекнуваат и зошто потекнуваат. Ќе го рипнеме целиот тој историски период, зборуваме од антика и средновековие, кој што нормално градот 555 година има еден земјотрес, после 1500 и некој уште еден, пожари и така натаму, значи ние немаме некое си старо конзистентно урбано јадро, освен оно што се јавува во чаршијата, кое што датира после пожарот на Пиколомини од 1680 и некоја. Значи, меѓутоа, она што го збориме како урбанизам во Скопје, можеме за него да зборуваме после земјотресот. Затоа што практично земјотресот уништува 75% од градбите во Скопје и сите они урбанистички планови од претходно. Првиот урбанистички план го носи Јосиф Михајловиќ, значи уште пред Втората светска војна. Меѓутоа, тој развој на градот е веќе целосно прекинат и се започнува од нов. Нормално се барало колку што е можно побрзо да се реши стамбеното прашање на луѓето. И 64-та година во октомври месец веќе е формиран, значи, тимот и нацрт планот за градот, а потоа и за 10-месечен период, кој што е рекорден, значи збориме,
веќе и направен првиот генерален урбанистички план на Скопје. Значи, тука тимот кој што работел, нацрт програмата му била доделена на Адолф Циборовски, тоа е полски архитект кој што ја работел обновата на Варшава после Втората светска војна. Љубен Потај од Заводот за урбанизам кај нас и нормално му го даваат, нели, имало конкурс, каде што тимот на Кензо Танге со неговиот јапонски метаболизам ја добива практично втората награда во случајов, меѓутоа таа е прва промовирана, прва не ни доделена. Меѓутоа, од неговиот концепт се задржани околу 60%, каде што се споени после со остатокот од конкурсните трудови, а тоа е концептот на градски зид, градските порти. Во тој даден момент историски се размислувало на две нива. Едното ниво било да се задржи старото градско јадро и стариот тек на архитектурата, или да се пресече со сето тоа и да се оди во нов правец, каде што ќе се дадат нови урбани матрици. Се отишло со втората варијанта. Сега, дали тоа... брутализам, Па не, брутализмот бил во тој момент еден од најмодерните правци кој што бил во архитектурата. Значи, масовни градби кои што се... Иако брутализмот многу често го... Да, меѓутоа брутализмот многу често погрешно го спојува со источниот блок, инаку брутализмот како правец е настанат во Велика Британија, што е нешто сосема спротивно од она што луѓето мислат дека е. Меѓутоа, каде всушност тука настанува првиот проблем? Значи се расчистува со старите матрици и се создава онаа носталгија кај луѓето. Значи кои што секако сака да се задржат со местата на живење каде што биле. Се создаваат брзи населби. Значи практично населби од времен тип кои што требало Збориме за бараките, тоа се Тафталиџе, Бутел, Влае, значи Радишани има, Драчево, значи сето тоа, меѓутоа каде се случува клучниот пресврт. Планот бил веќе во 70-тите години, значи се создаваат тие урбани коридори, сообраќајни нови решенија, зеленило, значи градот тогаш пред земјотресот бил многу густо населен, имал 8 метри квадратни по жител. Тоа се подига на 12 метри квадратни по жител. И сега што се случува? Напуштајќи ги тие стари урбани матрици, предвиделе дека подземјотресот Скопје има 120.000 жители, 116 поточно, дека до 81 година треба да се издигне на 350.000, со тоа што некогаш во иднината да може да се подигне и на 700.000 жители. 81-та година е некаде можеби првиот пресврт со тогашниот генерален урбанистички план, каде што се прават нели веќе новите населби, аеродром, Ново Лисиче и така натаму, каде што за прв пат се занемаруваат оние стари планирани зелени коридори. Зелените коридори што подразбирале? Значи зелените појаси покрај Водно и Газибаба и кеот на Вардар предвидувало испојување, значи по оската север-југ, со Скопска Црна Гора. Практично од Водно према Кејот требало да има од страната на Карпош три зелени коридори, едниот е кај Влае, другиот е доаѓа кај Карпош 3 и уште еден кај Карпош 1, а од другата страна на нова железничка станица има 6 зелени коридори кои што биле планирани, кои што се наоѓаат на територијата на денешен аеродром и Ново Лисиче. И тие тогаш се занемаруваат за прв пат. Нормално 90-тите години се случува транзицијата. Кој го дозволил тоа? Зашто се десило да се гради? Па вака, тоа се одредени политики на дадено време каде што се барала условно речено брза градба за да се задоволи брзо ширењето на самиот град. Меѓутоа главниот проблем каде настанува? Главниот проблем настанува со она приватизација на државно земјиште. Претходно, буквално, целото градежно земјиште во Скопска котлина и во Македонија генерално било на Република Македонија. Со приватизацијата се стекна правото луѓето покрај тоа што се ги поседувале куќите и становите, да се ги поседуваат и земјиштето по зграда и дворовите. Автоматски со тоа се анулира можноста да државните институции директно можат и многу лесно да учествуваат во развој и планирање на градот. Туку сега главен примат станува приватната собственост. Значи тука покрај таа приватизација многу голем проблем направи и денационализацијата. Со тоа се отворија пандорини кутии кои што еве и ден денеска прават проблем. Практично покрај тоа што треба се задоволат нели апетитите на инвеститорите, се задоволуваат и апетитите на собствениците на земјиштето. Да. И тоа резултира нормално и со
поголема цена на квадрат на стамбен и деловен простор, но резултира и со побарување, односно директно влијание на инвеститорите, па и собствениците на земјиште во креирањето на деталните урбанистички планови. За се навратиме сега на генералниот урбанистички план кој што е на сила. Значи, тој треба да биде за период 2012 до 2022. Сега сме 25-та. Односно, каскаме некои си 3 години во донесување на нов генерален урбанистички план. Меѓутоа, сметам дека треба да знаат и гледачите што представува генерален урбанистички план. Значи, генералниот урбанистички план не само што задава граници на градот, туку истиот кажува и колкава треба да биде густината на населеност во дадени региони. Кажува која висина треба да има градбата, кажува кои класи на намена. Значи, буквално целото на планирање на градот е она што е дел од генералниот урбанистички план. Овој урбанистички план од 2012 период до 2022 конкретно се простира на површина од 8790 хектари, или идејќи по оскиве на Скопје, околу 18 километри во еден правец и речиси 11 километри во друг правец. Поделена е на 11 зони, кои што не се во границите на сите оние 10 скопски општини кои што ги имаме. И практично на тој начин имаме во општините веќе и делови кои што се во неурбани средини, каде што исто се прават одредени малверзации со општите актови. Значи, тоа веќе не е ДУП, тоа представува општ акт за села, ако веќе одиме на тој начин. Така да покрај денационализацијата, покрај приватизацијата, можеме слободно да кажеме дека и поделбата, односно структурирањето на локалната самоуправа и поделбата на општини во Скопје, тоа се однесува и на Македонија, не е она правилна, која што би овозможила еднаков развиток, туку представува дел на политички инженеринг и борба за гласови за избори, на некој начин. И тоа е уште една кочница која што представува проблем при планирањето на град Скопје. Вау, каков убав одговор ми даде. Се надевам дека гледачите веќе ги заинтересира со твоето знаење околу сите овие проблематики. Океј, би те прашал сега како ние како град дојдовме до ваков пренатрупан град со хронично загадување, со сообраќаен хаос, со толку згради изградени на секоја зелена површина. Значи, што се случи? Како дојде до ова? Прво, Скопје представува котлински град. Планирањето на Скопје оригинално било замислено како централно градско јадро, кое што би ги опфатило центар, аеродром, Карпош, Чаир, практично тоа да биде оној УРБС, а другите да бидат сателитски населби кои што би биле поврзани со брзи сообраќајници со градот Скопје. Сега ние имаме тенденција на ширење на градот и поврзување на тие сателитски населби со централното градско подрачје и практично веќе тие делови стануваат оние најатрактивни, би се рекло, односно има најголема побарувачка за простор таму, што е практично погрешно на некој начин. Затоа што со добри сообраќајници би можело многу полесно да се живее на периферија, да се користи. Да. И еве колку е нереална таа поделба. Имајте во предвид дека општина Центар од една страна ги има речиси сите институции на Република Македонија, каде што се создава дополнителен сообраќајен хаос поради тоа, додека, например, за сметка на тоа, аеродром е буквално спалната на Скопје. Аеродром практично нема ништо друго, освен домување, на некој начин. И таа нереална распределба во границите на градот. Еве да се навратиме, рековме нема за средновековието, меѓутоа ајде да се навратиме колку можеби порационално размислувале во тоа време луѓето. Во Скопската котлина практично тоаш не постоел само Скупи како град, туку постоело и Давина Кула, значи, кај Чучер Сандево, постоело и Црнче, кај денешно Црниче, Таор, практично кај Зелениково натаму, да, и практично целиот тој момент бил разделен и расцепкан, каде што постоеле тие условно наречени зелени коридори, без луѓето воопшто тогаш да размислуваат за урбанизмот. Значи биле малци порационални можеби од денеска. Така. Ајде се нешто надвор од прашањава што ми текна овака да ми збориш. Дали според тебе се реални вие цени на квадративе што рипнаа толку со зградиве, тоа
по 2-3 евра квадрат од центар. Мислам, и дали мислиш дека тоа некогаш можеби ќе ги интересира гледачиве, дали се вештачки цените и дали некогаш би паднале според тебе или само ќе одат нагоре и нагоре? Најголемиот проблем е зашто? Затоа што практично најголемиот дел од дуповите не ги носат самите општини, туку се уват приватни инвеститори. Приватниот инвеститор секако сака да си ја зачува таа инвестиција, веќе сепак инвестирал во детален урбанистички план. Автоматски имајте на ум дека луѓето кои што живеат на тие парцели гледат да се земат профити тие. Да речеме во Скопска котлина тие се движат помеѓу 25 и 35% за собственици на локација. Ако го анулирате тој момент, автоматски толку би биле и падот на цените на стамбениот простор. Значи, настрана профитот на инвеститорите, ние ќе ги тргнеме, бидејќи немаме државни планирања на стамбени единици, нели? Туку претежно се приватни. Ама порано обештетувањето било глава за глава. Значи, ако си имал 100 квадрати куќа, ќе добиеш 100 квадрати стан. Или еве за некое емоционално обештетување плюс 20% или така натаму. А сега се гледа на тој простор како на брза заработувачка. Еве еден интересен податок. Конкретно бев на една јавна расправа за ДУП на Маџар Мало. Тоа беше пред 2 години, чинам. И таму оригинално планерите замислиле 3 хотели, што е сосема окей, затоа што во близина се наоѓа транспортниот центар, па има некоја логика тука покрај кејот на Вардар да има 3 големи хотелски комплекси. Самите собственици на локации, бидејќи имаат одредени комшиски расправи и несогласувања, велат не сакаме 3, не сакаме да не здружувате, и сега таму последниот детален урбанистички план кој што беше најавна расправа, нудеше 100 и нешто хотелски единици, што е апсурд во суштина, и тие сега може да станат жртви на потенцијални мешетари, би рекол. Ма таму веќе, ако не се лажам, почна да се гради во Маџар. Да, ама тоа е токму проблемот, затоа што на пример се јавуваат одредени луѓе кои што немаат врска со градежништвото, и едноставно имаат желба да се ги исперат парите на брз начин. И ќе им ветуваат дека да, ние ќе градиме тука хотел, па тој хотел во некој урбанистички идеен план ќе го промениме и така натаму, ќе стигне до некоја фаза карабина, па ќе се откажат, нема да се откажат, тој план нема да им се обистини и едноставно се создава таков Гордиев јазол. Да, нема проблем. Кажи ми, проблемите на Скопје дали се повеќе резултат на нестручност или на политички и бизнис интереси? Не би рекол дека се на нестручност, бидејќи смислено се уништувале и веќе се уништени оние државни служби како Заводот за урбанизам, например. Значи, едноставно не постои државен завод за урбанизам кој што би ги изработувал урбанистичките планови, туку веќе се тоа приватни планерски куќи. Што е сулудно. Што за мене е сулудо. Значи, имаше и еден период таму околу 2010 година, каде што се решава измени во урбанистички план преку локална урбанистичка планска документација, односно ЛУПД, каде што се третираше само една. И тука беше буквално аукција. Колку ќе му дадеш на планерот, толку он ќе ти уцрта за одредена сума и завршена работа. Значи, еве, доказ дека дел е на таков еден инженеринг, деталниот урбанистички план кај Holiday Inn на крај се врзаа рацете со тоа што нели законот за јавни набавки налага најниска понуда. Најниската понуда беше 1 денар за квадрат проектиран простор, што беше сулудо, односно планерот очигледно ќе си го наплати на друго место. Нема си го наплати од општината, не среќате. Така што и се оди на такво урбано планирање, каде што мора да му се стави крај, односно сега некаде отприлike доаѓа времето, иако е реално поминато, меѓутоа мора да се направат јасни резови за да се вратиме на прав правец. Да, ќе те прашувам после во вториот дел од прашањето за решенијата на Скопје. Уште едно прашање има од првиот дел. Вели, кои историски одлуки го заглавија градот во сегашниот модел на развој? Кои се тие одлуки што допринесоа Скопје да стане една урбанистичка џунгла, така би го нарекол? Да, па тие ги спомна веќе. Значи, најголемиот проблем направи денационализацијата, приватизацијата
и поделба на градот Скопје на 10 општини. Практично поделбата на единици на локална самоуправа. Тие се трите основни параметри и дојдете на тоа неагилност на градската администрација, каде што стојат заглавени веќе во времето. Значи, имаме ние автобуски линии во Скопје кои што не се промените од кога јас сум бил дете. Значи, истите автобуски линии се обраќаат од 91 до сега, а нормално густината на население во градот е сосема различни, потребите се сосема различни. Така што тие три главни би ги посочил као параметри и неагилната администрација. Добра, што правиме еве сега во прашалникот? Што правиме со дивоградбите во Чаир? Предпоставувам таму е градено така, ќе фрли камче и тука сакам зграда и изникнуе зграда, нели Данела проба нешто да открие на јавноста што све се случува позади параваните, позади завесите. И зашто тоа воопшто се дозволи? Кој тоа го дозволува? И дали има, например, некој правен момент да утре некој одлучи, дечки, ова е бесправно изградено, руши. Како што се прави точно, не знам во Тирана сега. Како? Во Тирана, да, точно. Таму се руши на велико. Дали може тоа еве да се случи кај нас? Вака, што е најосновниот проблем? И легализацијата исто беше многу голем проблем, значи за ваква стихина состојба во градот. Конкретно во Чаир таа се злоупотреби до максимум. Односно, дури за одредена сума на пари се продава и бројчиња. Фактички земено е бројче за легализација многу пред да се постави зградата. Значи, немаме одобрение за градење за тој објект, имаме барање за легализација, ако ги отвориме на Google Earth, нормално ги има, нели, сателитските снимки да ги вратиме низ годините, ќе видите дека во моментот кога е земен бројот за легализација, таму воопшто не постоел објект. Односно, тоа е чекање за такво нешто. Ама морал некој да им каже, нели? Да, апсолутно, тоа е смислена спрега, значи со општината. Општина Чаир конкретно е со најмалку издадени одобренија за градење, а најголем број на легализации. Меѓутоа не е само легализацијата проблем во Чаир, туку буквално е заборавена на некој начин општината и се создава одредена енклава во градот Скопје, што сега за мене беше многу смешно дека ќе се повикуваат странски архитекти за да го решават. Имаше таква едно предизборно ветување, гледам од Изет Меджити сакаше да го викне Бајрам Вардар од Турција, а Бујар Османис од Мексико архитект да работи. Не е проблем со фелата, значи имаме ние стручњаци. Меѓутоа што е проблем? Проблем е заобиколување на законите и нивно изигрување. Така што основниот проблем е во таа смислена стратегија како да се добие квадрат повеќе. Така. Ајде сега да се навратиме за вториот дел. Сум го запишал решение за Скопје. Каков тип на нов генерален урбанистички план му е потребен на Скопје? Што му е потребен? Почнеме би рекол дека треба и да се навратиме на некои стари практики, односно тие зелени коридори што ги имаме, ако веќе не можеме во таа иницијална форма да ги вратиме, да се вратат со некои одредени зелени булевари и решенија кои што, например, би додале зеленило во тие зони на местото каде што тие постоеле и биле предвидени. Добро, тоа е таму едно. има сега нешто како тоа ќе се сруши. Би било идеално, меѓутоа законот за експроприација е една од тие најголеми пречки. Добро, може да се смени законот? Може да се смени, меѓутоа тоа е битка што нема да се одвива во град Скопје, нема да се одвива во општините, туку е нешто што се одвива во Собранието на Република Македонија. Тоа е една работа. Втора работа, треба да се напушти концептот на одредени сообраќајници кои што датираат од 70-тите години уште. А тоа е Јужен булевар, например, би го извел како такво решение, Крушевска република, кои што се застарени автоцентрични решенија и сега веќе не кореспондираат со оние потреби и развој на градот кои што се сега затекнати. Треба да се оди на концепт на 15-минутен град, односно практично населбите да станат 15-минутни градови, каде што од местото на живење до местото на работење, култура, значи сите оние потреби на луѓето да се задоволуваат токму во тие 15 минути. Треба да одиме на по-велоцентричен град и да се сконцентрираме на јавниот транспорт, односно тие стари автобуски линии да се анулираат и да се размисли на нови, конкретно
циркуларни линии кои што ќе се преклопуваат и една главна сообраќајница која што ќе оди со алтернативен транспорт по оската, значи исток-запада, север-југ да се обслужува со тие кружни циркуларни, значи линии и нормално да почне конечно да се користи железничката линија што се наоѓа во Скопје и ширењето на градот да се сконцентрира и на тој начин. Значи ние према Ново Лисиче, конкретно према Горно Лисиче, имаме цела една инсула, значи цел еден огромен потек кој што е затворен на сите 4 страни со пруга и кој што пруга е поврзани со бунарџик на некој начин. И тука веќе можеме да размислуваме за нова стамбена населба, под теркот на како што БЕА, би рекол, нагласувам БЕА, аеродром и Ново Лисиче со многу зеленило, со централно парковско зеленило, а периферно поставени објекти, кои што повторно би биле лесно достапни и поврзани со пред се транспортен центар помеѓу центар и аеродром, а и со бунарџик на некој начин. Ако не се лажам, во минатото твое гостување на Редкаст ми кажа дека според планот, сега дали било на Кензо Танги или не знам кој го спомна, Скопје требало да се шири на северниот дел, односно на Скопска Црна Гора. Тоа се тие сателитски населби. Значи Скопска Црна Гора е идеално поставена. Збориме за сите сакаат во центар, сите сакаат тука. Видете, и тогаш го споменав истото, значи зашто не се градат згради во Бутел? Еве тоа да те прашаме, зашто мора да се изгради зграда во Тебар Мало или во аеродром? Не мораме да одиме на згради. Добро, не мора, меѓутоа зашто ети постоечките згради што ги направија сега во брзо време не ги ставија во тие сообраќајно решение. Еве ние имаме едно тесно грло како е поврзано целиот тој дел како е поврзан. Ако одиме према Бутел Чаир, ние мораме да поминеме буквално низ една улица што има Берлински зид у средина. Да. Така е. Значи, многу лоша сообраќајна поврзаност има. Страни, да. Апсолутно. Значи, Скопска Црна Гора нуди сериозно добри предиспозиции за токму сателитски населби со куќи. Практично имаме јужна ориентација, природна осонченост, природна одводнетост. Нема никаква пречка освен сообраќај. Така што во моментов, бидејќи присуствував на неколку излагања, значи јавни дебати кога се презентираше, тоест не се презентираше, туку се прифаќаа предлози за генералниот урбанистички план и од тоа што го видов, ние сме многу далеку од реализација. По моја слободна проценка минимум 2 до 3 години, затоа што колку што имам информации, само конзерваторските елаборати се завршени, сообраќајното решение се уште не е завршено. Не знам дали воопшто и размислувале за заштита на природата и ерозија на земјиште. Конкретно мислам дека нема ни да биде опфатен тој елаборат. Меѓутоа, сега битката е во овој предстоечки мандат да се донесе нов генерален урбанистички план, иако веќе се доцни. Меѓутоа, лично стравувам дека тој ќе биде пандан на оној од 2012-2022 година, каде што само се дадоа параметри кои што овозможуваат зголемување на капацитетите после со разработка на деталните урбанистички планови, па ќе резултира со смешни решенија како оние кулите кај Holiday Inn, кои што после као за среќа станаа помали, кај Нова Македонија, кај Европски универзитет исто планирана. Треска ќе се гради сега таму. Треска е посебна приказна, значи треска е нешто што нема никаква урбанистичка логика. Например, наместо да се оди централно парковско зеленило со периферно поставени згради па нагол кули или нешто такво решение, ние имаме оние, народот популарно ги нарекува наполитанки, па периферно поставен парк, што нема никаква урбанистичка логика. Кои се најитните инфраструктурни проекти што треба да започнат за да се подобри ситуацијата на градот? Сообраќајот, мобилноста? Па најпрвен треба да се напуштат тие булеварски решенија кои што беа предвидени, да се заврши експроприацијата на оние нови мостови кои што се планирани сега не водат никаде, имаме два такви случаи. Слепи улици се, слепи да, мостови. апсолутно слепи мостови имаме сега и конкретно да се оди на целосно ново решение на јавниот сообраќај во Скопје. Сега ќе ви кажам една фрапантна бројка. Ние имаме изброј на автобуси кои што се обраќаат во Скопје околу 400 кои што одговараат на бројот на автобуси во Париз. Сега Париз има и метро, ама е далеку поголем. Далеку, 10 пати поголем град од Скопје. Да. А го има истиот број на автобуси.
тоа не може да постигне. Тоа значи дека линиите се погрешно концепирани. Да. И да додадеме на тоа дека и приватните превозници, нив не ги интересира, се платени на километар, се обраќаат празни некогаш. А некаде имаме пак крцати линии каде што луѓето и не го користат јавниот транспорт токму поради тоа. Затоа велам, тие циркуларни линии кои што ги споменав, уведување на железничкиот сообраќај преку шинобуси, затоа што тоа е многу исплатлива работа, значи еден шинобус има век на трајање 80-100 години. Буквално. Можете да го користите, тапацирате само седиште и основни поправки. А можеме ги добиеме и без пари, буквално од странство, да не ги донираат и да се реставрираат тука. Да не зборуваме за можности за донации и со сестрински градови, од поголеми земји, значи поволни кредити и така натаму. Кажи ми, Јанков, какви мерки ти би предложил за да се намали загадувањето и температурните инверзии во градот? Добро прашање. Да, и само извини, ова со Усија, мораш и за тоа да ми одговориш. Зашто се знае, еве и Данела јавно откри, не знам колку рече, 30-40 пати над дозволеното се загадува градот и никој, бре брате, ништо не презема. Значи, кој е моментот кога веќе знаеш дека тој е првиот пикиран загадувач во градот? Знам дека се вмешани мафии у позадина, знам дека има многу интереси и се тоа, ама како бе ние како граѓани не се освестивме да застанеме да направиме еден жив штит и да речеме доста е, до тука е, доста ни ги труете децата. Зашто? Кажи ми, ете, ајде од правен аспект да почнеме, еве за Усија сакам, паметен си, ги разбираш работиве, знам дека многу по-експертски ќе ми објасниш на мене и на гледачите. Што е со Усија проблемот? Кога се знае дека се загадува? Усија ќе го ставиме као последно, затоа што тоа е оној ракот, а сега да ги видиме предиспозициите. Може. Значи, што се случува? Скопје, котлински град, има само една река, значи провевот оди, има ружа на ветрови, провевот главен е по кеот на Вардар, условно речено. Што се случува во котлинските генерално градови? Зимно време се создава, заради размен на топол и ладен воздух, се создава буквално купола. Сите емисии на градот остануваат затворени внатре. Првата грешка е генерално што има индустрија во Скопје, значи тоа е и од еден минат систем збориме грешка. Да, кажуваш меѓутоа не согледана. Меѓутоа не согледана. Таму иде некој. Да, генерал Јанковиќ, да. Е сега вака. Јанковиќ, да, извини. Конкретно во Скопската котлина да, имаме индустријата и Усија се посочени како едни од најголемите загадувачи, меѓутоа тоа е конгломерат на загадувачи. Тука и сообраќајот, тука и се и градежните активности, тука спаѓаат и значи самите стамбени единици кои што не се поставени на не, едноставно на парно грејење, едноставно не се приклучени, туку има и тука. Тоа се проценти. Не, ја мислев збориш за тоа се проценти, меѓутоа буквално секој прекинот на провев е оној момент што го спомнав со зелените коридори. Тие ги нема и немаме добар провев на воздух во Скопје. Се зголемува густината на изграденост, исто така се намалува провевот, температурната инверзија е присатна, и ги имаме тие индустријски комплекси. Сега се вратиме на Усија. На Усија, те молам да се задржиме многу. Усија, конкретно Титан, значи збориме. Абе, човек има пријател, значи, што работел таму. Знаеш ли што ми вика? Не си свесен што горат над. Да, ја работе, вика. Со маски, со чуда, гуми се, тоа е. Абе, катастрофа се гори, никој не води мерка за тоа. Илустративно, тоа се буквално отпад од гуми, кој што е исецка, значи збориме и се користи, значи во дадени моменти во главен град, во центар на град. Сега не само што Симпсонови. Не само што имаме тука таква цементарница, што е буквално малтene веќе во центарот на градот, затоа што од центар има 7 километри од таму, туку и на самата граница кај генерал Јанковиќ постои една таква фабрика. Да, на самата граница. Каде што заради ружата на ветрови се носи и во Скопска котлина и нормално тоа останува заробено со таа температурна инверзија. Смог се ствара. Чарето, значи ако веќе одиме Чарето е Чарето е токму добар генерален урбанистички план,
Значи, стварно треба добри резови да се направат за да се вратат одредени зеленила, значи и тие зелени Ама пак е коридори. загадува, чекај, не ми е јасно. А Значи, затварање може на се затвори и затварање на загадувачите, тоа многу едноставно крај. се прави. Загадуваш, чао. Да Се те прави нема. студија, се прави испитување, се утврдува емисијата на гасови и се затвара. Човек, пола Скопје од рак се заболе, не знам. Апсолутно, да. Значи, више, Да. заликуваме на Велес, сега немам ништо против градот, ама нели оние таа топилница многу Да, луѓе истиот на проблем. страда, и се Истиот проблем Скопје. не е само Скопје, и Тетови гостивар го имаат истиот проблем. Че тоа е таа претерана урбанизација на централно градско подрачје. Неравномерен развој на градот, еве така да го крстиме, а тоа токму со генералниот урбанистички план и се регулира. Добро, супер. Ајде, дај Боже некој да го смени тој урбанистички план, да може да почнеме да дишиме, човече. Пошто се угушивме, сите почна на село да бегаат. Ти у Скопје живееш, така? Да, Ти да. во која насока? Во центар сум баш конкретно. Да. Подалеку си ти, ја од ново лизиче усија ми е под прозор, брат. Да. И затоа вака Не, на крајот на криштата, на крајот на криштата истиот. истиот воздух го дишаме. Значи буквално тој се разнесува, тие- целата Скопска котлина честичките. диша, не постои помалце повеќе. Значи апсолутно е исто дали некој ќе те убие 2 пати, 3 пати или 5 пати кога те убива. Да. Значи нема никаква разлика. Мислам, Да. те убил веќе. Океј, зборевме сега кои мерки ги предлагаш за намалување, океј, кажавме тоа, што би се променило во начинот на градба и издавање дозволи за да се избегне понатамошна бетонизација. Значи, што би се променило во начинот на градба? Издавање дозволи, дали треба толку дозволи да се издава, дали треба тоа да се редуцира, дали треба Првенствено уопште имаме да не еден се издава? проблем. Ние од 2012 година имаме енергетска класа на објекти. Секој објект што треба да се гради мора да исполнува минимум С енергетска класа. Меѓутоа нема никакви бенефиции дали тоа ќе биде Б или А, освен нормално да се фали инвеститорот или градителот со тоа што го направил. Може да се дадат одредени ослободувања на комунали со високи енергетски класи ако се оди, или ако се оди на zero emission или passive houses, дури да бидат ослободени од комунали. Затоа што сепак инвестирале во објекти кои што немаат никаква негативна емисија. Тоа е еден механизам, за да се поттикне да се гради со посовремени материјали, збориме, и кои што нормално не влијаат на загадување на природата. Друга работа е со генералниот урбанистички план да се донесе таков кој што ќе донесе рамномерен урбан развој, каде што нормално би станали некои што се сега неатрактивни локации за живење да станат атрактивни, пред се ќе бидат и со пониска цена заради тоа што нема да задоволуваат апетити на собственици на земјиштето, нели? Друг начин кој што може да го направиме е конкретно ако се вратат одредени државни функции. Збориме Заводот за урбанизам, меѓутоа тоа се веќе законски промени, да биде оној кој што ќе треба, ако веќе не ги работи, барем да ги верифицира урбанистичките планови кои што се донесува, да мора да помине низ едно такво тело, како одредена супер ревизија. Ако веќе тоа изис може да биде за статика супер ревизија, зошто не и ова? Градскиот архитект исто да се врати како функција. Сега нешто слично и се случи, тоа токму на барање на левица беше тоа во градското собрание, каде што се донесе Кензо Танген или институтот. Меѓутоа, тука се случија некои многу чудни работи и тој не профункционира никогаш. Назначија некој директор, кој што е геодет. За мене тоа е исто како ветеринар да ставите директор на државна болница. Од прилика. Што реално Мислам, се со почит спрема моите колеги геодети, меѓутоа... министер за култура пред не знам колку Да, години беше. па имаше К15-7 многу убав скеч за тоа прашање. Вика, малце да не ги измешавте работите, па да не ги измешав, нити ја ќе останев султан, нити ти ќе беше везир. Така да некако на тој начин се размислува во тој поглед. И тие би биле тие механизми кои што би придонеле за подобро урбанистичко решение во Скопје. Така, Андреја, за тебе не кажавме, не знам колку гледачите знаат, Андреја Јанков на минатите локални избори беше и кандидат за градоначалник на Центар, нели од партијата Левица. Сега оваа година на локалните избори, малце политички сега да ги запознаеме гледачите, ти си веќе втор на советничката листа во градот Скопје. Да.
Така, зашто не се пријави да бидеш уште еднаш кете да пробаш да се кандидираш за градоначелник на Центар, знаејќи дека си премногу начитан, премногу паметен, елоквентен лик кој што веќе и теренски и практично ги има доживеано сите проблеми на нашиот град. Што те одлучи да не се кандидираш? Едно Па лично, и сметам дека и моите сопартиски колеги го делат тоа мислење, сметам дека во овој циклус, кога веќе е евидентно дека генералниот урбанистички план ќе се носи во овој мандат, поголем придонес можам да дадам од Советот, отколку локално, а секако во иднина постои секако шанса за повторна кандидатура. Нормално тоа е... Многу би сакал да те видам како градоначелник на Центар. Сепак тоа е чест која што и треба да се прифати така буквално како чест. Меѓутоа во овој изборен циклус сметам дека токму поголем придонес би можел да дадам од Советот на град Скопје отколку на градоначалничка функција. Хајде сега да се навратиме на Скопје. Како ќе го вратите Скопје како град на култура, како град на спорт, со јавен живот, не само на сообраќај, гужви, станови, коли? Па прво сметам дека на Скопје му треба свежа крв, буквално, и не за џабе е и кандидат на левица Амар Мециновиќ. Ќе те прашувам и за него. Значи, конкретно сметам дека е потребен човек од акција, млад човек кој што може да ги бутка работите. Еве, ајде да земеме една паралела. Премда е од друга провиниенција политичка, во Бања Лука го имавте Драшко Станивуковиќ, кој што беше млад дечко, влезе и цела онаа стагнација што беше во градот, целата онаа администрација ја дигна на клоци и ја придвижи да работи. Тоа е една работа. Втора работа, значи, ние и во програмата имаме спорт за сите, практично каде што ќе станат достапни сите сали, хали и терени, не само преку приватни или јавно-приватни партнерства, туку да бидат достапни на граѓаните. Културолошки гледано, значи ние во Скопје одредени манифестации веќе не ни постојат. Да, зашто е универзална, нели се запали? Апсолутно, универзална да си се врати, пошто представува символ на Скопје, значи конкретно чаршијата и Кале повторно да профункционира, затоа што сега тоа е ничија земја, буквално она што било нели во Прва светска војна меѓу два рова, тоа е сега Кале на некој начин. Меѓутоа сметам дека иницијално треба политичка волја, а таа политичка волја е таа што се манифестира на избори. И затоа е многу битно да се има Советот и да се има градоначалникот на град Скопје, односно преку тие две функции да се вратат сите, да му се врати на некој начин сјајот на Скопје во секоја можна пора. Како левица ќе обезбеди да не се повтори моделот на коруптивни сделки во урбанизмот? Како може да ги спречи тие работи? Со нешурување со тој конгломерат, би рекол. Значи, или таа урбанистичка мафија. А тоа многу едноставно затоа што левица едноставно нема никој позади себе. Ние немаме бизнес елитата, ние го имаме народот позади себе. Так. И сметам дека се она што до сега сме го покажале во собранието пред се, дека не е само празна декларација, туку е вистинска заложба. Еве, погледнете ги нашите пратеници, не земаат патни трошоци, така? Значи, си стојат на зборот, имаше некои, еве, морам да ги споменам, ситни забелешки на бивши членови симпатизери, меѓутоа, по природа многу сакам дебати, а многу сакам и логика. И многу ги познавам оние logical fallacies што се нели што се користат во дебатите, а тоа најчесто што е cherry picking, значи се избираат некои ситници и се вадат од контекст, shifting the goalpost, тоа се дешава исто, значи се променуваат нели го тргаат голот за да биде поблиску нели за пенал. И стромен фаласи, затоа што се создава плашило кој што после многу лесно да го напаѓаш. И јас ги приметувам тие, значи, во оно што можам да го видам во јавните мненија, разговори и така натаму. Меѓутоа, сметам дека не сме, пак ќе повторам, не сме само декларативни, туку дека се стоиме на заложбите.
А на кој начин ќе гарантирате дека програмата нема да остане само на хартија, туку ќе се реализира? Значи, обично знаеш, сите, ова Така. ќе направиме, тоа ќе направиме, го зима, тоа и ништо ги нема. Само тендери. Еве на кој начин. Нашата програма е биде разработена, транспарентна. не само што е транспарентна, и ќе биде јавно објавена, значи збориме, туку во нашата програма ние имаме и буџетирање. Значи точно знаеме кој проект колку ќе чини и имаме и начин на кој што тој ќе се финансира. Значи ги знаеме буџетите на град Скопје, ги знаеме кои се можностите, знаеме каде може да се направат резови, знаеме каде може да се направи пренамена на средства, а и нормално веќе знаеме каде би можеле да направиме задолжување, но задолжувања во интерес на граѓаните, значи кредити кои што би можеле да се вратат без тоа да биде на товар на граѓаните. Односно, еве ајде конкретно, имаме сообраќајно решение кое што за 30 години би се вратиле средствата, Така. но цената на билетот нема да биде поголема од 38 денари. Или ајде да речеме 80 денари грубо земено на ден. А вие да користите јавен сообраќај во два правци за 80 денари во цела Скопска котлина, Тоа е ултра ефтино. е ултра ефтино. Значи точно знаеме кои проекти со колку ќе чинат и во кој момент може да се изведат. Ќе ни откриеш ли нешто од програмата на Левица? Смееш ли да откриеш или се уште се држи во тајност? Па не знам баш да ти кажам, еве, Мислам, генерално. твое си е, не. Генерално. Ја искрено што би сакал е, например, да има од Ѓорче до Драчево Да. некаква линија Да, која што да, сонуваме за неа и тоа да ќе го го има. поврзе целиот град. Тоа се 25 километри кои што треба да се, нема да откривам повеќе, Океј. значи тоа ќе се открие значи нудиме целосно ново транспортно решение за јавен транспорт во Скопје. Што друго ќе понудиме? Конечно лек специјалис, сега тој можам, пошто сум ја го сакам водно, можам да го кажам дека лек специјалис за водно кој што се беше зборуван, имаше заложби да се донесе, почна уште као од времето на Шилегов и во времето на Данела не се направи. Ние ќе го ставиме, значи тоа, значи степенот на заштита на водно да биде со лек специјалис, тоа мислам дека може вака да го откриеме. Спорт за сите го кажавме, покрај тоа што имаме за одредени сообраќајници исто така конкретни решенија кои што се многу значени за граѓаните, ќе може тоа да го видат во програмата. Тоа е ајде поврзувањето кај матка и некои други такви спортски рекреативен центар, тој ни е и од минатата програма, значи под Кале, меѓутоа да се надогради и со комплекс од базени, збориме збориме за нататориум бивша и со плаја, аквариум, виста, да, така, тој сега сегмент тоа е под руинирано. тоа е се руинирано, значи Катастрофа е збориме. тоа, као хорор филм. Потоа еден доста интересен проект кој што го имавме разглабано, тоа е за само чистење на улиците и булеварите. Само чисто. Да, автоматизиран систем. Значи тие вака би ги открил сега за сега. Баш ме занимава со само чисто. Мислам дека Амар после во кампањата некој од другите ќе ги открива како ќе оди ќе тече постепено. Мислам дека имаме 34 конкретно капитални проекти кои што се димензионирани за Скопје, зборам целосно разработени, буџетирани и кои што може да се донесат во одреден во еден или два мандати. Андреа, дали според тебе Левица има кадри и експерти кои што можат да ја спроведат еве оваа амбициозна програма која што кажеш? Димитар Апасиев во еден момент има кажано ако нема партијата има државата и стоиме ние позади тоа. Меѓутоа сметам дека и внатре партиски имаме прекрасни кадри. Значи ајде да не ги посочувам, може да ги посочам со име. Сам кажа пред да почнеме со Да, спомање да проблемот сме е што имаме многу паметни луѓе во Да, партија. ние имаме доста паметни луѓе во партијата кои што можат да придонесат и како. Еве, веќе и откриен Дејан Димовски кој текнува беше пред на некој видео сега. Да, скоро. со Амар Со излегува Амар, значи наривно, тоа е да. еден прекрасен кадар. Со водовод е тој. Горанчо Костовски го имаме исто од кисела вода, он е прекрасен машински инженер за третман со отпад. Така што, мислам да не ги посочувам со име и презиме, многу ќе биде да не ги редам. Меѓутоа, ние сме партија која што има доста високо образован кадар. Мислам дека статистички гледано имавме некои 2000 магистри во партија. Така некоја бројка имаме, така што не дека немаме кадри,
туку нам ни е потребна пред се доверба од страна на граѓаните и конечно да влеземе на вистински начин во институциите. Не само како трета партија, да речеме, туку буквално како главна партија и носител на реални и вистински промени. Знаеме дека има црна кампања против левица, знаеме дека има медиумски мрак. Точно. И на тоа се должи најголемиот дел, значи на црни кампањи. Големата слика граѓаните не може да ја видат, тоа е факт. Или не им се дава да ја Ако не видат. со овие подкасти. Па не им се дава да ја видат. Значи токму тој медиумски мрак придонесува за нешто такво. Еве да се вратам 21 година. Кога бев кандидат за градоначалник на Центар, имавме одредени дебати, иако тоаш немавме нели медиумски мрак. Наеднаш се пуштија дополнителни кандидати кои што сите знаат дека реално немаат шанси, меѓутоа се намали минутажата. Ја бев лично свесен дека имаше пристрасност од страна на тогашните водители, значи на тие дебатни емисии. Тогаш Герасимовски победи? Да, тогаш во Центар победи Герасимовски, меѓутоа левица беше сметана како аутсайдер, иако ние бевме трети. Сега, меѓутоа има еден интересен податок. Доколку се обединеа тогаш сите останати, се добиваше, ако не победа во прв круг, значи се добиваше сигурен втор круг. Зашто? Конкретно, еве со бројки да излеземе, Герасимовски имаше 7000 и нешто гласови, Котлар 6000 така нешто, ние имавме околу 3, а заедно сите имавме 9. Значи, доколку поддршка имавме шанса за Центар, кој што нема градоначалнички кандидат. Доколку твоја, кога ми е драг пријател, меѓутоа не излегува со кандидатура, тоа 1000 гласови кои што можеа да ја поддржат, конкретно зборуваме мојата кандидатура, ќе стигнавме до многу поголема бројка на гласови. Меѓутоа, ете, постои одредена верзија, би рекол, према левица, што е дел од црна кампања, што е дел од медиумска непокриеност на партијата и генерално многу лошо сваќање за што е и како, за што се залага левица. Ке се освести народот. Мора да се освести. Па еве, се надеваме, се одиме лека по лека, меѓутоа знаете како, Кроце по кроце. Тоа кроце одење и чување на кубурот под јасток за секој случај, на крај може да начини држава. Избори на избори се помалку време имаме. А и се помалку гласачи и се помалку млади луѓе се иселуваат, си одат, знаеш каква е ситуација. Па реално сме паднати 6000. Многу, да, многу. Од 91 имавме 2 милиони и 400, сега имаме 180 милиони и 800 илјади според последниот попис, така да де факто и де јуре 6000 луѓе се иселени од државата. Да. Ке ни откриеш ли, Андреа, што ќе биде првиот потек на идниот градоначалник? Доколку биде од левица? Или не? Ке те викнам па. Па не, ја мислам дека буквално првиот потек, сега да не звучи вулгарно, ќе биде токму она дигање на клоци кој што го кажа под претходно, мислам, ајде, нека звучи вулгарно ако треба. Меѓутоа, потребно е, за да се размрда конкретно се во градот Скопје. Почнувајќи од администрацијата, почнувајќи од оние тајни здруженија на конгломерати и олигарси, Да. и практично тоа е првиот потек за да се среди Баната мафија. Да. Добро, за крај едно прашање, како ќе ја убедиш јавноста дека оваа кампања не е едно празно ветување? Ето, можеш таму во камерата погледнеш. Па не е празно ветување, затоа што како што споменав, значи до сега апсолутно се што сме го предложиле и преку примерот кој што го дават еве нашите пратеници е дека стоиме за тоа што го зборуваме. Затоа велам, не е празно ветување и да тргнете од оние амандмани, тргнете од оние законски промени кои што сме пробале да ги или спречиме негативните или да предложиме нови и со примерот кој што го даваат нашиве пратеници, дека практично стоиме позади тоа што го зборуваме. Не е тоа само на папиру мртво слово што би се рекло, туку е буквално заложба за подобрување на животот за сите. На крајот на криштата затоа сме влезени во политика. Да. Конкретно јас најомразена форма
ми било политичар. Значи 2018 година првпат се ангажирам граѓански пред се, видов дека на тој начин со граѓанско делување, кога видов со кого си имам работа по институциите, дека не вреди и дека токму е потребно она организирање во партија. По дефиниција што представува партија? Представува буквално збир на луѓе кои што делат исти заложби и интереси. Таа партија во случајов кој што единствена може да застане, значи за заштита на народот и кој што ги има само народот позади себе, е токму левица. Да, и што е најинтересно, левица досега немала ниту еден градоначалник. И ние не можеме да ја обвинуваме и да кажуваме дека ете се празни ветувања, затоа што не бил никој. Хајде да дадеме шанса, ја свелам на некои луѓе, нели, да дојде некој па да видиме дали Апсолутно. и што ќе покаже и како ќе се оствари како градоначалник или добро советници имала левица доста, мислам. Да, ма левица никогаш не имала мнозинство во Совет. Да, и тоа Значи не сме имале мнозинство во Совет, не сме имале градоначалник. Ако ја добиеме до вербата да добиеме некоја од овие функции, автоматски народот ќе може да се увери дали тоа е декларативно само или е реално. Океј, Андреа, за крај, некоја порака до гледачите имаш да им кажеш или да одјавувам веќе оваа емисија? Ми се свиѓаше многу емисија, мислам дека конкретни прашања, затоа и директно почнавме. Па мојата порака која би била? Луѓето власта ја имаат во еден ден на 4 години. Во тој момент тие се власт. Тоа е денот на изборите. Во тој ден, кој ќе застанат таму со пенкало и пред ливчето, треба да видат многу добро пред се размислени, запознаени со програмите, така да не бегло да се ловат на партиски бои, на како да се работи за навивачки клубови, на ситни подароци, туку буквално да размислат кои се луѓето кои што сакаат да ги застапуваат, каква програма тие луѓе нудат и за што стојат и да ја дадат врз основа на промислена одлука да си го дадат својот глас. Легендо, фала ти многу, ми беше мило што дојде по втор пат во Редкаст. Драги гледачи, тоа беше Андреа Јанков, нашиот експерт, инженер и архитект, кој што со неговото знаење успеа да допринесе нешто и ние малку повеќе да научиме. Останете добри, лекави ноќи, се гледаме со слични вакви гости во наредните изданија на Редкаст. Поздрав, чао, Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!